Почитувана јавност, однесувањето на ВМРО-ДПМН за време на целата оваа здравствена криза покажува дека оваа партија, предводена од Христијан Мицкоски, воопшто не е излезена од режимската матрица. Додека сите се борат против коронавирусот, Мицкоски и функционерите на ВМРО-ДПМН покажуваат самоволие, прекршување на мерките и забраните и злоупотреба на институциите за лични и партиски потреби. Класично режимско однесување на ВМРО-ДПМН. Во јавноста се појавија снимки на кои се гледа како Мицкоски влегува во затворен фитнес центар во придружба со припадници на Министерството за внатрешни работи, а некои од нив носат ракавици. Наместо темелна, брза и ефикасна истрага, Наке Чулев веднаш побрза да го одбрани неговиот шеф, правдајќи го дека тоа било стара снимка, а ракавиците кои сите ние ги видовме, Чулев се обиде да ги оправда, дека тоа било, замислете, одсјај од светлината. Но на Христијан Мицкоски тоа не му беше доволно. Па понесен од заштитата на Наке Чулев, свесно ги прекрши забраните и седнал во затворен дел на ресторан, во кој, според мерките за заштита на здравието, не смее воопшто ниту да работи. Дека тоа било свесно направено и со умисла, говори фактот дека со Мицкоски заедно бил и Љупчо Андоновски, советник на Наке Чулев, кој место да се грижи за почитувањето на мерките и забраните, тој прв, заедно со Мицкоски, ги прекршува. Во времето на режимот, МВР под контрола на ВМРО-ДПМН се обидуваше да сокрие убиство. Денес, под структури на Наке Чулев, се обидуваат да ги сокријат прекршоците на Христијан Мицкоски. Но прекршоците и злоупотребите не се одлика само на Христијан Мицкоски. И портпаролот на режимската ВМРО-ДПМН, Димчо Арсовски, веројатно по стапките на својот шеф не ги почитува забраните и протоколите. Имено во време на полициски час, односно во 22 часот, навечер во недела, спротивно на сите забрани, Арсовски решава да се враќа од Струмица за Скопје, правдајќи го тоа со наводни службени должности и професионални ангажмани. Диме Спасов со службено возило се враќаше од ресторан и бегаше од полиција. Димчо Арсовски денеска злоупотребува службени дозволи за приватни екскурзии. И за сето ова време, почитувани граѓани, Наке Чулев не превзема ништо и преку злоупотреби на институцијата се обидува да ги спаси од одговорност неговите партиски другари. А кога не го прави тоа, тогаш тој ја злоупотребува полицијата за притисоци и закани. Токму таков, почитувани граѓани, беше и упадот на полицијата во хуманитарната организација во Струмица, која делеше хуманитарни пакети на граѓани на кои што помошта им е навистина неопходна. Полицијата на Чулев се обиде да спречи хуманитарна акција. При тоа им се закануваше и со часови во полициска станица држеше млади волонтери. Во времето на режимот, полицијата упаѓаше во медиуми. Денеска структури на Мицкоски и Наке Чулев упаѓаат во невладини организации и спречуваат хуманитарни акции. Ова, почитувани граѓани, е само мал дел од режимското, антинародно и антидржавно однесување на ВМРО-ДПМН и нејзиното раководство. Лажни вести, деструкција, злоупотреба на институции и конструирани случаи. Тоа е сето што го нудат Мицкоски и ВМРО-ДПМН.
Со таква понуда може да се надеваат само на сигурен пораз од граѓаните. Граѓаните со сигурност нема да дозволат враќање на режимот. Режим нема да дозволиме и нема да се случи никогаш повеќе. Ви благодарам.